вработените на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Со изведување материјални докази предложени од обвинителството денеска во судницата во Идризово треба да продолжи судењето за пожарот во Кочанската дискотека Пулс. Тимото обвинители кои го застапува обвинението информираа дека остануваат уште неколку сведоци кои се предложени. Тие што од психички причини не може да бидат сослушани и еден кој е во странство за кој, како што велат, важи можноста доколку не се достапни да се бара да се прочитаат нивните искрази. Со тоа се завршува вербалните докази и како што беше посочено се очекува да се започне со изведување на судско-медицинското обдукцијски наоди за причините за смртта на жртвите во пожарот. Бензините поскапуваат, дизелот поевтинува, регулаторната комисија ги донесе новите цени на горивата. Поради попустот кој е во сила до четврток на најголемиот дел од бензинските пумпи, 95-октанскиот бензин ќе се точи за 80,5 денари, 98-октанскиот за 82,5 денари, а дизелот ќе се продава за 88,5 денари по литар. Дали овој попуст ќе продолжи и по 1 мај ќе се знае наскоро, а владините мерки преку ДДВ и акцизите завршуваат на 4 мај. А што ќе се преземе понатаму, владата ќе одлучи кон крајот на неделава. За овој ќе разговараме оваа недела, се уште не сме ја отвориле темата, но ќе разговараме оваа недела, ќе разговараме со Министерката за енергетика и се разбира во рамките на можностите ќе направиме се за да продолжи тој попуст. Како влада во овие 2 месеци се бориме жилово и успеавме да не дозволиме како многу пати во минатото да бидеме на дното, туку напротив да бидеме на врвот според процентот на мерки од нашиот бруто домашен производ, а од друга страна да немаме ценовни шокови и инфлации со двоцифрен број проценти, како што тоа впрочем беше во 2022 година, а имајќи предвид дека ова енергетска криза е поголема од сите 3 претходни енергетски кризи, таа 2022 и тие од 70-тите години заедно, мислам дека како влада, која што 2 години жилово се бори да ги исправи грешките правени со децени, успеавме при еден конструктивен, офанзивен пристап да задржиме ценовна стабилност. Предлогот на владеачката ВМРО-ДПМН за укинување на двојните државјанства за пратеници заглави во собраниските комисии. Над 150 амандмани дополнително го усложнуваат процесот. Премиерот нема ништо против укинување на двојните државјанства и за владени членови, ако е уставно правно издржано, а останува на ставот за укинување на техничката влада, независно од тоа дали СДСМ ќе го бойкотира изборниот законник, па дури и да го напушти парламентот. Тоа е континуитет на укинување на диаспората, кои ние како представници на албанците имаат голема бројка на диаспората во европските држави, Соединетите американски држави, Австралија и така натаму. И со овој предлог закон се исклучува можноста еден граѓанин, државјанин на Република Северна Македонија да дојде да придонесе за побрз, подобар развој во државата. ВМРО-ОКГ одбива да го усвои предлог законот со кој се забранува двојно државјанство за пратеници, членови на влада и представници на извршната власт и тоа да важи веднаш. Зошто? Затоа што половина од нив веќе имаат бугарски пасоши. Министри, градоначалници, пратеници, директори на јавни предпријатија од ВМРО-ОКГ. Ако правните експерти, правно-уставните експерти велат дека нема никаков проблем, тогаш апсолутно поддржувам. Јас немам двојно државјанство, нити па имам намера да имам двојно државјанство. Моето државјанство е македонско и да, нека се прошири. Ако тоа дозволува законот и уставот, јас немам никаков проблем. Ако нема политичка криза да има, апсолутно, ние како влада имаме повеќе од 2/3 во рамките на парламентот, како бројка формално не, но доколку бидеме предизвикани ќе ја формираме и таа бројка, така што апсолутно не гледам дека можно е да има застој на било каков реформски. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Оливер Спасовски, кој гостуваше во дневникот на Сител, не сакаше да одговори дали освен неучеството во работната група за изборниот законник во опција е и напуштање на собранието. Ако владата ја укине техничката влада, но не го исклучи и тоа.
Ние во вакви услови ја напуштаме работната група за изборниот законник. И нема да учествуваме затоа што залудно е да се учествува во било какви разговори или преговори со ВМРО ДПМН кога тие таквите договори не ги почитуваат или ги почитуваат само кога е во интерес на самите нив. Така да тоа е нашиот став, кои се другите механизми кои што може да бидат превземени, ќе ги најавуваме така како што ќе доаѓа моментот. Останува ли опција излегувањето од собрание? Ние сметаме во овој момент дека овој начин на делување со неучеството во работната група е доволен механизам за да се упати порака за отрезнување на актуелната власт. Доколку тоа не се случи, ќе се преземаат секако и други чекори кои што се може. По продолжение следуваат и вести од светот.